Здраво, здраво на стрелците! Добре дојдовте, се надевам сте расположени, спремни, подготвени да ги чуете новите тарот предвидувања. Ова се вашите јануарски тарот предвидувања, но не само јануарски, ова ќе бидат и полугодишни, што значи ќе ги офатиме останатите 5 месеци до средината на 2023. Сакаме да знаеме каква ќе биде од прилика енергијата во 2023, затоа ќе спомнеме по нешто кратко за останатите 5 месеци. Акцентот ќе си го ставиме на јануари, тоа ни е поважно. И пред да започнеме, вие честитам новата 2023, ви посакувам многу здравје, многу среќа и успех на сите полиња. Исто така да не заборавам, претплатете се, лајкувајте, коментирајте, се разбира доколку ви се допаѓа сето ова, станете дел од нас и ајде сега да видиме што носи јануари најпрво за вас стрелците. За вас јануари ќе биде карактеристичен месец во поглед на некоја работа која не е само работа, не е само нешто, не е само ситница, туку е целиот ваш живот. Ако го собереме и го намалиме само во една приказна, тоа би изгледал за некој од вас. Сега не може сите да ги доживувате нештава, ве молам, обидете се, си ги препознаете пораките, значи за некои стрелци ова се пораките. И велам, ако го собереме целиот живот во една мала кратка порака и приказна, тоа би изгледало вака. Вие сте тргнале во овој живот со некаква идеја, со некаква цел, во овој период од вашиот живот. Сте тргнале, имате цели, имате планови, сакате нешто да направите. Но во тој пат вие некаде сте се изгубиле. Како сте се изгубиле сите, различно сте го направиле тоа. Некои од вас сте погледнале на погрешни страни, некои од вас сте се дале на погрешни страни, некои од вас само сте почнале да ја ситните оваа идеја. Оваа голема идеја која ве води, со која сте тргнале во живота, вие сте почнале да ја ситните. Не сте оделе кон целта директно, туку сте почнале да се занимаваат со успат, со ситниците. Со еден човек, со друг човек, со една ситуација, со друга ситуација, со трета. И некако оваа голема идеја вам сега ви изгледа недостижна. Недостижна затоа што сте се вие изгубиле на патот кон ова. Некој од вас целта и намерата ви беше да постигнете некаква стабилност. Оваа стабилност е само за вас и лично за вас. Нема ништо со другите луѓе. Другите луѓе, да, се вклучени, домот, семејството, меѓутоа, ова е ваша примарна цел, идеја и потреба да стегнете некаква сигурност. Некој од вас сакавте да оформите семејство, дом некаков со некои луѓе. Некој од вас сакавте тоа веќе формирано семејство и дом која веќе го имате, да го подкрепете, да го заштитите, да остварите можности, ситуации како би го заштитиле и како би направиле нештата да изгледаат убаво за сите, да бидат едноставно да бидат сите згрижени. Некој од вас само е некаква стабилност во вашиот личен и најинтимен живот, најприватен живот. И тоа е вашата идеја, вашите мисли. Но кажав, она што го правите, вие сте се расчлениле на многу места, многу луѓе, многу ситуации. Може би погрешни луѓе сте одбрале да бидат на патот кон ова на која целите. Може би погрешни ситуации сте одбрале. Може би само сте мислеле дека треба прво да се позанимавате со едно, со друго, со трето, па на крај да дојде тоа. И така, тоа е начинот на кој оваа идеја некако ви се лизга од рацете и мислите дека нема никогаш да се оствари.
Да, во јануари ќе ставите на нешто крај, ќе се случи некаков крај, дали вие самите ќе ставите крај на таа идеја и ќе почнете да се менувате. Дали некои околности, животот нешто ќе направи за вие да ставите крај, да заврши сето ова. Меѓутоа, она што е најважно, она што овде сакаат картите вам да ви порачаат е дека немојте да гледате никаде настрана. Апсолутно. Пречката за се ова што се случува сте вие самите. Многу од вас можеби тоа не сакаат да го слушнат, многу од вас мразат ова да го слушнат, но тоа е тоа. Вие самите сте пречка. Вие самите сте онаму каде што сте за благодарение на вас самите. Самите се потискате, самите се инспирирате со непотребни работи, самите се враќате назад таму каде што требало и да можеби да се продолжи. Што и да е, каква и да е ситуацијата, една и единствена за сите пораката. Вие самите себе сте си пречка. Во јануари ќе го почувствувате тоа, ќе барате начин да ставите крај, ќе барате, затоа што од страна другите луѓе се што е наоколу, вам не ви е пречка. Вие ако сакавте, имавте каде да погледнете, имавте од кого да побарате, имавте и совет и поддршка и се. Меѓутоа, вие го избравте овој пат. Овој пат каде единствено што правите е да горите, ништо повеќе. Ви буквално горите во нечии туги можеби битки, нечии туги приказни, нечии туги ситуации. Не ви е таму местото и тоа е тоа. Ќе мора тоа да ќе го согледате самите, сакале или не. И можеби во јануари ќе чувствувате мала потиштеност, ќе видите колку погрешни работи сте направиле, колку погрешни луѓе сте одбрале за да им дадете внимание. Ќе го видите сето тоа, буквално сето тоа, целата слика ќе ви биде јасно представена вам во јануари. И тоа е убаво, затоа што тоа значи дека конечно ќе можете нештата да почнете да ги исправате и да ги завршите оние кои не се потребни и да ги носите во правец каде што навистина е вашиот успех и вашата среќа. Други стрелци пак, ова е порака само за тие кои некаде планирате да аплицирате во јануари и да подадете некакви документи. Верувам дека е за работа, за некакво работно место или па воопшто прибирате некакви документи за нешто. Но гледам дека ќе се разочарате, нема да испадне ова како што сте планирале, нема да испадне она како што вие сте сакале. Не знам што значи, тоа вие само знаете зашто и да се овие документи кои ги прибирате, овие институции во кои се обраќате. Тоа нема да биде така како што на почеток сте го замислиле, ќе се разочарате и она што сакам да ви го кажам е дека не треба да се разочарате. Ова ни од старт не беше нешто каде што вие требаше да се посветите, да се фокусирате или воопшто да се занимавате. Ова не е вашата приказна, ова не е вашиот пат и вашата патека. Не се разочарувајте, се е со причина. Други стрелци пак, свесни за лошата состојба на некоја личност во вашиот живот. Некоја личност во вашиот живот има некакви проблеми, да, тие може да бидат секакви физички, ментални, здравствени, значи апсолутно секакви може да бидат, не можам да знам, вие може само да знаете, но гледам дека има некакви проблеми некој во вашиот живот и вашето буквално секојдневие, секој момент кога сте слободни, размислувате што да направите, како на оваа личност да ја помогнете и како да ослободите. Има некакви потешкоти, има некакви блокади во незиниот живот, неговиот живот и вие барате начин, буквално само тоа размислувате како да најдете начин и ќе го најдете начинот. Ќе најдете начинот, а овој начин што ќе го изберете ќе биде како да
да ја убедите да прави нешто друго. Оно што вие ќе го понудите да го прави, тој ќе го прави и тоа ќе биде сушност она што ќе ослободи од проблемов. Не знам, за мене нема смисла, но за некој од вас веројатно има смисла. Така да вие знаете каква ви е ситуацијата, или пак вие, ако вие сте тој стрелец кој не се чувствува добро, има некакви ограничувања во животот, некакви блокади, не може нешто да направи, има некој во вашиот живот кој деноноќно размислува како да ви помогне, како да најде начин да го решите проблемот и ќе го најде овој пат. Ако не повеќе, барем ќе биде тука постојано да ве поддржува, да ви помага, да ве опушта, ќе ве расположува, ќе ве развеселува и ќе ви најде начин како да ги смените мислите, ќе измисли нешто како вие да го смените мислите, ќе се фокусирате после тоа на нешто сосема друго. И тоа би било тоа за јануари. А сега одиме понатаму. А понатаму не чека февруари. Февруари месец ќе биде исполнет со многу забава ситуација каде што ќе славите, ќе прославувате, ќе се забавувате. Февруари ќе биде месец каде што ќе прославите крај на некоја работа. Може би нешто од претходно започнато, конечно ќе се финализира во февруари и славите за тоа. Меѓутоа, во секој случај, за повеќето од вас стрелците, овие прослави, оваа забава, ово уживање ќе биде затоа што на нешто сте ставиле крај. Што и да е, тој крај очигледно е посакуван, долго посакуван, потребен во вашиот живот и конечно ќе се случи во февруари. Уживајте во сите овие моменти. Оно на кое треба да внимавате е обврските. Може би ќе се зголемат. Може би работата станала тешка, напорна. Работата може да биде нешто што вие правите, нешто во што сте. Станало многу напорно, станало претешко и кај вас ќе се појават мисли дека вие треба да ја напуштите оваа ситуација. Ако го направите тоа, ќе погрешите и тоа многу ќе погрешите. Вие сте на крајот од ова, мора да издржите, може би сега е најтешко, но вие мора да издржите. Значи, што се советува? Во февруари никако да не ја напуштате ситуацијата кога ќе видите дека згуснало, дека е тешко, дека е напорно. Не, тоа е последниот дел, последната етапа и останете докрај доследни, завршете си ги обврските. Љубовната порака за вас за февруари е следната: рефлексија. Дадете си еден на друг простор во овој момент. Верувајте си и имајте верба дека нештата ќе се исправат. Значи, ова само во љубовта за некој од вас порака. И што значи? Значи дека треба си дадете малку простор, размислете многу убаво, размислувајќи, бидете со позитивни мисли и верувајте дека нештата ќе се исправат. И тоа е се за февруари. А ни одиме понатаму не чека месец март. Во месец март убави нешта, многу убави нешта. Вие самите, вие лично вие стрелците ќе постигнете нешто. Што значи ова? Долго работевте на ова, ако не работевте, долго го чекавте, го посакувавте, го фантазиравте, го имавте во мислите. И конечно се случува. Може би од вас ќе успеете да манифестирате нешто од нигде и никаде, едноставно невозможно било да се добие, да се освои, да се оствари, да се случи, но вие ќе го манифестирате. Други од вас пак ова ќе го добиете благодарение на вашата способност, на вашата мудрост, на вашите знаења. Вие нешто што некако не успеваше да се случи, не успеваше да се оствари, во март месец ќе го добиете. Ќе бидете горди на себе си најмногу, затоа што ова е лично ваш успех. Лично вие сте го постигнале ова, нема друг никој, не дошло од никаде другде.
Значи, ќе остварите, можеби ќе остварите моќ над некоја ситуација, некој од вас. Ќе остварите власт над нешто, што и да значи тоа за вас. И она на кое треба да внимавате се нештата кои доаѓаат од минатото. Можеби за некој од вас ова минато не е одамнешно. Можеби е февруари тоа минато, кое ќе се повтори. Значи, споменавме во февруари дека ќе се насоберат обврски, ќе се случи да е тешко и напорно и вие ќе сакате да излезете од ситуацијата, да побегнете од ситуацијата. И сите вие што ќе го направите тоа, февруари повторно се враќа, нема да го остави ова намера, се додека не го завршите. За некои ќе биде тоа, а за некои од вас пак нешто се враќа од минатото, нешто, некаков проблем со кој мора да се соочите. Колку и да е тежок, колку и да е проблематична ситуацијата, вие со ова мора да се соочите. Имате помош од некого, побарајте таа помошта таму од каде што свесни сте дека ја имате и постои и нештата ќе бидат добри. И пораката што е за љубовта за вас, стрелцата, е следната. Погледни длабоко во своето срце и ќе ја почувствуваш мојата љубов. Мојата љубов за тебе е длабока колку океанот. Значи, некој можеби вам ова ќе ви го каже, некој вие можеби на некого ова ќе му го кажете, ова ќе биде порака може што ќе ја чуете, или пак во вашите мисли, во вашето срце ќе се јави ова инспирација, ќе се јави во вас нешто длабоко и ќе го почувствувате и ќе ги знаете одговорите. И тоа би било тоа за март, а сега одиме во месец април. Во месец април стрелците ќе доживеат некаква огромна, голема радост. Значи, ова е врв на среќата, на радоста што ќе ја доживеете. За сите ќе биде различно, некој од вас колку и да е малецко, значи не мора да значи дека е нешто невозможно големо, огромно. Значи колку и да е мало, вие ќе го доживеете како да е врв на среќата. Ова нешто се случува или однатвор доаѓа или од вас однатре доаѓа, но е нешто ново. Нешто ова ќе биде за некој од вас ќе го доживеете како магичен момент, нешто ќе видите буквално како некоја магија пред вас ќе се оствари. Можеби ќе биде магија, а за многу од вас можеби вие ќе бидете магионичарот што ќе направите оваа магија. Ова доаѓа од небото, ова доаѓа од Бог, ова доаѓа од судбината, што и да е за вас таа виша сила, таа голема енергија, оттаму ова доаѓа и во април месец вие стрелците ќе бидете многу среќни ќе бидете. Ова е нешто што не се доживува секој ден, дури буквално како сведоци, како на некое чудо ќе бидете. И она на кое треба да внимавате уште во април месец се е вашата тврдоглавост. Нечија тврдоглавост, меѓутоа јас мислам дека овде вие сте тие кои сте тврдоглави. Има некој во вашиот живот, дали е брат, дали е сестра, дали е мајка, татко, можеби е партнер. Некој во вашиот живот има поголем, помоќен, постар можеби. И постојано бара начин како да ви помогне во некоја ситуација, како ве советува, ви дава идеи, ви дава совети, насоки, меѓутоа вие не сакате да ги слушате, не гледате во тој правец, не ве интересира и тоа ќе ве стави во една не е толку убава ситуација во април месец. Затоа обидете се, значи не бидете тврдоглави, тргнете го превезот од очите, отворете ги очите, ушите и слушате што имаат другите, оние кои ви значат нормално и на кои им значите да ви кажат, затоа што тука се крие некаков одговор на вашите проблеми. И љубовната порака за вас за месец април е ќе манифестирате чуда. Вашиот ова е навистина ова сега навистина се поклопи апсурдно. Нели зборувавме за чуда. Вашиот сон ќе стане реалност. Верувајте му на вашето срце и продолжете да го следите.
ова беше најголемото совпаѓање до сега. И верувајте дека ќе се случи за некој од вас, ете во љубовта ќе се случат чуда, ќе бидете светоци на чуда. Прекрасни моменти за вас, стрелци. Уживајте во сето ова. А сега ние доодиме во месец мај. Месец мај вие сте со една голема енергија, голема несовладлива енергија ова. Вие сте толку одлучни, не само одлучни, вие сте тргнали. Вие сега ќе ги расчистите сите недоразбирања, сите проблеми, сите непријатности во вашиот живот. Упорни сте и ова ќе го направите по секоја цена. Се што треба и што се бара од вас да го направите, ќе го направите. Ако треба ќе играте улогата и на некои други луѓе. Ако треба ќе бидете и некој друг човек во моментот. Ќе ставите маска, значи се што се бара од вас ќе направите и вие ќе ги расчистите сите проблеми. Тоа е убавото, значи ова е убаво што го кажувам и ова е ослободување во некоја ситуација. Ќе бидете победникот во секој случај. Она на кое треба да внимавате, повторно сте вие самите, како во јануари, еве сега и во мај, повторно самите себе си ќе си видите пречка. Сами себе си го замаглувате видот, визијата, што и да е, не сакате да погледнете во права насока. Или пак, овде за некој од вас поракава е едноставна и јасна, многу јасна. Вие некаде другде, некаде подалеку и некаде надвор од вас барате некаква среќа, некаков успех. Треба да сватите дека таа е длабоко во вас. Во вас, тука е покрај вас, околу вас. Само ако погледнете во себе, околу себе, ќе ја видите тука. Тоа е пораката. Затоа, за да немате проблеми, за да немате пречки, недоразбирања, не гледајте настрана, не гледајте, нема таму ништо за вас. Вашето богатство, среќа и успех се до вас, во вас и околу вас. И љубовната порака за месец мај за вас е: смејата е најдобрата терапија. Имајте малку повеќе забава заедно. И запомнете, љубовта е најголемиот заздравувач, најголемиот доктор и спасител. Значи, сите вие кои сте станале посериозни, сте заборавиле на детето во себе, со партнерот обидете се да бидете по-детинести, по-игриви, забавувајте се многу повеќе и ќе ги залечите сите оние рани кои се појавиле, кои ги имате, ги залечите, едноставно ќе ги потполните недостатоците. И тоа би било тоа за мај, а сега остана уште јуни. И јуни месец е повторно прекрасен месец. Вие, за некој ова е многу јасна и едноставна порака. Ова е некаква понуда за работа, не е понуда, тука е склучување договор, буквално вие влегувате во некоја или нова работа, или добивате некоја работа. Сите што чекате, се надевате, и во јуни тоа сигурно ќе се случи. Други од вас пак започнувате некој голем проект, но не ова само проект, ова не се хобија, не е ова нешто на страна за забава. Ова е нешто што финансиски ќе биде многу значајно за вас. Значи, финансиски ова е идеално. И во јуни се случува да некој од вас пак ќе прославувате нешто во домот за некој голем завршен проект, за некоја успешна работа што сте направила, некој пак сте купиле дом, куќа, стан, што и да е, славите сега заради тоа, некој ќе го уредувате, што и да е, ова е нешто преубаво, многу убава енергија и во јуни повторно. Она што не е добро е вашата најдлабока внатрешна состојба. И таму ќе се појават некои моменти каде што вие ќе зачувствувате дека не можете да си го најдете местото. И сега за сите од вас е различно, некој од вас не можете да си го најдете местото во работата, некој не може да си го најдете
во обкружувањето, на работа, во домот, во семејството, во фамилијата, некако се чувствувате дека не припаѓате. Не можете никаде, каде и да сте, вие не се чувствувате како дома. Може би некој прави да се чувствувате вие така, а може би ова само е ваша внатрешна состојба. Значи, ништо страшно, само ќе се појават такви некои моменти, кога ќе се почувствувате дека не припаѓате, ќе ви биде тешко да се чувствувате дека припаѓате таму каде што сте. И љубовната порака за вас месец јуни е следната. Тајен обожавател, некој има многу длабоки чувства кон вас, но тоа не ви го признава. Значи, овој некој очигледно е околу вас, што не ви го признава. Значи, вие го знаете, го познавате, тука е околу вас и не ви кажува за неговите чувства, а тука се. Значи, ако ви е потребно тоа да го чуете, погледнете околу вас, повторно, значи околу вас, покрај вас. Како пораката што беше за, кога беше за Маја. Тука е околу вас, погледнете и ќе забележите се што треба да биде видено. И, драги мои стрелци, јас се надевам дека во сето ова нешто ќе најдете што ќе ви послужи, ќе ви се најде. И до следното наше видео. Чао, чао!